Социјалдемократскиот сојуз или новата влада ќе води сигурно голема сметка за вас пензионерите. На вас сите најмногу ве боли, бидејќи сте баби и дедовци на ваши внуци и внучиња, што во последните неколку години од Македонија се оцелија или отидоа на привремена работа во странство многу млади луѓе. Ќе ви кажем на податок што многу се зачудив од две населени места што не се традиционално печелбарски. Во градско Балдовци, мала приградска населба, 125 млади деца, наши и ваши внуци, се отидени во странство последните 3-4 години. Исто во моето родно село Пиперево, бе вчера, исто така луѓето се пожалија дека екзистенција за младите моментално во Република Македонија нема, и исто така околу 130 млади луѓе од село Пиперево се иселени во странство. Таа е фрапантна бројка, бидејќи знаеме дека овие села не се печелбарски, знаеме нели кои се печелбарски, а веќе е голем број на тие млади луѓе што се оцелуваат. Па најпрво, значи треба ние како нова влада на чело со Зоран Заев да створиме услови за младите луѓе, да им отвориме нови работни места, да не ни одат децата во странство. За секој родител и за секој баба и дедо е многу тешко кога неговиот син или ќерка или внука ќе отидат во странство да си ја барат среќата. Среќата на нашите млади е во Република Македонија, не е во странство. Тука треба нашите деца да творат, да работат и својата екзистенција да ја остваруваат. Многу имаме мерки, не само во областа што ве вас тангира, сигурно многу може би некој од вас ја прочитале, еве денеска ние ќе ви разделиме да прочитате дека има многу мерки и за земјоделие, и за многу категории на луѓе што во нашата држава веќе крај со крај сврзува. Многу ме жал кога ќе дојдат кај мене луѓе да барат помош кога струјата е исклучена во 21 век, да немаш дома струја на свеќе да се осветлуваш. Тоа е стварно трагедија за нашиот македонски народ. Немат пари да се лечат. Вие пензионерите знаете најмногу колку се скапи и лековите, колку само од вашиот буџет мора да издвоите за лекарства, а владата нели се фали дека многу лекови ставила на листата каде за да се на рецепта да се взимат бесплатно. Меѓутоа, баш тие лекови што ни се најпотребни, тие се и најскапи. Новата влада на чело со Зоран Заев ќе води грижа и за постарите, и за помладите. Нашата судбина, како што е на наш граѓанин кој јас посебно го ценев, председател Борис Трајковски, велеше дека нашата судбина е Македонија. Не е нашата судбина да ја бараме во другите држави во Европа.